Пред нас е уште едно издание на 24 од сестрце. Добре дојдовте, ние во студиото на 24 вести денеска се одлучивме да поразговараме на тема која што некако се согласивме со мојата гостинка дека некако стана помодарство, стана модерно, стана интересно да се зборува за здравата исхрана, да се применува, меѓутоа дефинитивно сите се согласуваме дека тука има многу грешки кои што можеби нешто погрешно ќе разбереме, нешто нема да го прилагодиме на нашиот организам и на можеби евентуални болести, па настануваат големи проблеми. Исхраната во лето е нешто што навистина е голем предизвик, особено кога ќе си дојдете од ручек дома, навистина сварени од топлото време и не знаете што да си подготвите, а тоа да биде од една страна хранливо и да ве засити, како велиме народски, да ве држи, да не сте гладни, а од друга страна да ве освежи и да биде навистина пријатно. Денеска во студиото разговараме со доктор Драгица Зенделовска, нутриционист, која што ќе ни помогне како да одбереме некои правилни рецепти согласно летото, согласно температурите летни, согласно потребите на нашиот организам. Добро дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Доволно е само да отвориме некаде на интернет, на која било интернет страница или на која било телевизија или радио и секаде се повторува она истото дека треба да се пијат течности, да се избегнува алкохол и газирани пијалоци, да се избегнуваат пржени и мрсни работи, да се јаде овошје и зеленчук. Некако таа реченица ни е многу добро врежана во глава на сите. Општа исхрана, така, меѓутоа е многу општа. Не се однесува буквално на сите. Да, тоа е навистина општо, меѓутоа има вистина во таа реченица. Меѓутоа треба да разграничиме некои работи. Секоја исхрана, и порано сме зборувале, треба да биде индивидуална, треба да биде прилагодена на потребите, зависно од тоа дали станува збор за некое заболување или не, дали превентивно сакаме да спречиме нешто и така натаму. Значи, сето тоа е во ред. Навистина, течности треба да се пијат во текот на летото, треба да се земаат јаглехидрати, треба да се земаат и протеини кои што ни се неопходни. Меѓутоа, сето тоа треба да биде добро избалансирано. Кога велиме масна храна, да, не треба да се внесува голема количина на црвено месо, поради маснотиите, поточно кажано поради лошите масти, меѓутоа добрите масти како ни се неопходни. Затоа треба таа храна да биде добро избалансирана во текот на летото поради температурите. Така. Во продолжение, јас им откривам на гледачите дека ќе позборуваме за одредени категории на заболувања кои што навистина треба добро прилагодување на исхраната. Ќе ги споменеме и децата, ќе ги споменеме и ќе го споменеме и она чистење на организмот. Ќе зборуваме секако и за диетите и за нивните недостатоци. Можеме за почеток да почнеме од појадок, од ручек, од вечерата, тие неколку ужинки или закуски кои што во текот на денот мораме да ги да ги поминеме, нели? Значи во еден оброк во принцип од нутриционистички аспект, кога не станува збор за било какво заболување, добро да го поделиме во блокови. Значи секој оброк треба практично да се состои од јаглехидрати, од добри масти, од протеини и така натаму. Меѓутоа, јаглехидратите многу почесто, значи житариците да ги спомнеме овде, да речеме овде се овошјето и така натаму, значи имаме и сложени и прости, значи она што е најбитно е добро да се внесуваат наутро, затоа што тоа се енергетици. Нам ни е потребна енергија во текот на денот, затоа во летниве периоди добро е да речеме за доручек да си приготвите една порција јаглехидрати. Например, може тоа да бидат овесни снеголки или може да биде некој двопек од интегрално брашно, ржан двопек намачкан со мала количина на путер. Секако тоа да се искомбинира со некој чај, значи, или евентуално да се внесе некаков сок од грейпфрут и така натаму. Оно што јас почесто им го препорачувам на луѓето кои што доаѓаат кај мене, е денот секогаш да започне со една чаша млака вода во која што ќе исцедите малце сок од лимон. Меѓутоа тоа не е, како да кажам, генерално за сите. Понекогаш се даваат и 4 чаши по 150 мл вода, само вода. Евентуално можете да користите глина за внатрешна употреба или евентуално јаворов сироп и така натаму, зависно од тоа што сакаме ние да постигнеме. Од друга страна, доручекот може да биде и протеински. Значи, може да се сварат 2 јајца или да се испржат или евентуално да направите
крем на будвик со малце ленено масло, со свежо сирење, да додадете други јаткасти плодови и сето тоа да го искористите како намаз и така натаму. Значи, зависно од тоа, пак ќе кажам, значи индивидуално, сепак може да биде или јаглехидратен доручекот, или да биде протеински. Меѓутоа, подобро е да е јаглехидратен, затоа што во принцип, пак ќе кажам, ни треба енергијата понатаму за да функционираме во текот на целиот ден. За ручек и за вечера е малку поинаква ситуацијата. Подобро е да се користат за ручек различни течни јадења во текот на летото. Како што реков, ги избегнуваме црвените меса, дали тоа ќе биде јагнешко, свинско, јарешко и така натаму. Меѓутоа може да се внесат живината, значи мисиркиното месо, пилешкото месо без кожа, особено рибата. Начинот на кој што ќе се приготвуваат исто така многу битен, за да може сите состојки кои што се во овие типови на меса да се задржат. Значи да биде тоа без пржење, да не се користи прегревање, да не се користат рафинирани масла. Ако може сето тоа да се направи. Да јадеме риба, ако потоа решиме да ја испржиме, нели? Ако ја испржиме, особено ако се користат тие рафинирани масла, кои што имаат повисока температура на вриење, значи таму веќе немаме ништо што е здраво за нас, него едноставно со самото загревање на тоа масло веќе може да се создадат и материи кои што не се добри за нашето здравје. Затоа многу често се препорачува да се користат ладно цедените масла, меѓутоа не се готви со нив. Затоа што го уништувате нивното дејство, тие имаат доста незаситени масни киселини, на таков начин можете да создадете еден куп слободни радикали во маслото и наместо да направите добро за вас, вие внесувате она што нам не ни е потребно. Што значи таквите масла секогаш се додаваат на крај и секогаш се додаваат кога јадењето не е толку топло. Значи исклучиво да биде барено, да биде на пареа, да биде печено под капак и така натаму. Многу често сега во летниот период е добро да се внесуваат течни јадења, значи оние стари кои што ги правеле нашите предци. Дали тоа ќе биде некоја летна манџа или ќе биде, да речеме, ориз печен со блитва, со спанак, можете да внесувате грав, грашок, леќа, боранија, полнете тиквички и така натаму. Сепак треба да се избере полесна храна. Хидратацијата е неизбежна, значи во принцип би требало да се пие повеќе течности во текот на летото затоа што се потиме, меѓутоа добро е тоа да бидат и некои сокови, затоа што можеме да губиме голем дел на минерали со самото потење или да се внесуваат минерали во текот на денот како додатоци во исхрана или да се подготвуваат некакви овошни сокови, како што кажав, дали тоа ќе биде сок од лимон, сок од грейпфрут, различни видови на смудија, пасирано овошје и така натаму. Јас овошјето многу често го препорачувам да се јаде наутро, значи не покасно во текот на денот. За време на ужина е добро да се земе некои јаткасти плодови, бадемчиња, оревчиња и така натаму. И за вечера секако подобро е да се јаде протеинска храна или храна која што содржи низок гликемиски индекс со супа од зеленчук. Значи многу е битно во текот на вечерата да се внесе една порција супа од зеленчук. И тоа би било така некако, како да кажам, исто така воопштена исхрана, пак ќе кажам ова не е индивидуално, зависи од тоа што сакаме да постигнеме, но сепак масните јадења треба да ги оставиме за зимскиот период. Може би не ни делува масно, меѓутоа главна асоциација за летен ручек на нашиот народ се оние пржени пиперки со јајца или пиперки со патлижанче. Тоа е нешто што често велиме ете на брзина се подготвува, не е тешка храна, меѓутоа може ли некој совет овде за Тоа е сепак пржено, сепак е со рафинирано масло подготвено, но можете на поинаков начин да го спремите. Пиперките можете да ги испечете. Пржените јајца не се толку страшни, лесно се варливи за телото, но меѓутоа можете и да ги понширате, така да ќе го избегнете практично маслото и употребата на маслото. Од една страна, од друга страна, јајцата се неопходни за нашето тело, затоа што нам ни е потребен холестерол, затоа што голем дел од нашите хормони се синтетизираат со тој холестерол. Телото наше го создава холестеролот, меѓутоа и ендогено го внесуваме. Оно што е многу битно да не се претерува со количината на јајцата. Значи 2 јајца се сосема доволно, бидејќи и во самата жолчка често пати велиме има холестерол, меѓутоа има и лецитин кој што обезбедува добро метаболизирање на тој холестерол кој што е присутен во жолчката. Така да погрешно е свеќањето дека јајца не треба да се конзумираат. Меѓутоа ако решите да јадете јајца, правете го тоа или за доручек или евентуално за вечер. Така да тоа е добар протеински
да речеме доручек или вечера, кое што нема практично да ве остави на некаков начин будни, затоа што ако енергетик внесувате во текот на вечерата, тогаш нормално треба и да го потрошиме. Затоа навечер велиме или јадеме ориз, ризи, бизи, печени и така натаму, кој што е со низок гликемиски индекс, или практично консумираме некаков протеинска вечера. Значи може дури и риба да биде печена, да ја конзумирате за вечера, можете и печен зеленчук со некаков млечен, нискомасен, дали кашкавал, сирење и така натаму. Значи тоа се различни варијации на тема и sad доколку се прави тоа со цел за дали некаква диета или некаква превенција или некакво заболување, тогаш навистина треба добро да се избалансира заради недостатоците кои што ги содржат сите диети. Така. Ги споменавте овошјата како добар избор за некаде порано во денот или за некоја ужинка. Веројатно главна асоциација, барем мене морам да признам, тука се лубеницата и дињата. Може ли некој општ совет повторно за лубеницата и за дињата, бидејќи како што се договоривме, нели, и како што им најавив јас на гледачите, подоцна ќе поразговараме за конкретни категории на болести? Лубеницата е одлична во летниот период, затоа што таа во принцип содржи многу целулоза, влакна, кои што од една страна се добри за гастроинтестиналниот тракт и за чистење на цревата, меѓутоа може лесно да го хидратира телото. Значи хидратацијата е практично главната поента со конзумирањето на лубеницата, меѓутоа има и доста витамин С, така да може многу лесно, има доста шеќер, да не заборавиме, така да треба да се внимава кај некои категории, особено кај диабетичарите со конзумирањето на лубеницата и на дињата. Меѓутоа е овошје број 1 кој што треба да ја конзумираме во текот на летото. Така. Можеме ли да им откриеме на гледачите некој рецепт за некоја овошна салата која што навистина може да ги освежи? Може да биде и добар доручек. Значи можете да земете 2, 3, 4 типа на различно овошје. Јас во текот на летниот период воопшто не препорачувам дехидрирано овошје да се јаде, токму поради големата содржина на шеќери. Можат наутро да речеме да измешаат неколку врсти на овошје, вклучувајќи го и ананасот, значи крушка, праска, што и да има сега во летниот период. Можете да додадете неколку јаткасти плодови внатре, дали тоа ќе биде бадем, дали ќе биде сончолет. Можете да додадете една лажица или јаворов сироп или една лажица мед. И тоа е еден така добар, силен енергетски доручек и можете комплетно да покриете одреден период од денот и да бидете доволно силни и со доволна енергија за да ги извршите обрски. Како вели нашиот народ, да не држи во текот. Да не држи во текот на денот. Во текот на денот. Протеините се малце поинакви, значи протеините не заситуваат побрзо, меѓутоа не се исхрана број 1 кој што треба да ја користиме за да имаме енергија. Јаглихидратите се тие кои што ни обезбедуваат енергијата. Меѓутоа протеините, особено аминокиселините како градивни единки се многу важни за правилно функционирање на имунолошкиот систем, за синтеза на протеини, затоа што имаме еден куп аминокиселини кои што се есенцијални, кои што мораме секојдневно да ги внесуваме, за да може нашето тело правилно да функционира, да не застане таа синтеза на протеини. Така. Мораме овде да ги споменеме течностите. Јас во самата најава споменав, веќе и не мора да се споменува, сите добро знаат дека алкохолот и газираните пијалоци се нешто што и кафето. И кафето се нешто што период, така треба да се избегнува. Меѓутоа, еве генерални совети за пијалоците, секако тука да ја напоменеме и водата. Најпрво она што кажуваме да не се конзумираат многу ладни пијалоци. Ние многу често сме научени во текот на летото да се грабаме за ладни пијалоци, да ги ладиме, кои што може да предизвикаат и контракција на дебелата црева. Значи нека бидат освежителни, меѓутоа не многу ладни. Секако газираните пијалоци, значи алкохолните пијалоци во текот на летото се забранети. Од една страна, голем дел од нив содржат и доста адитиви, значи не мора да бидат конзерванси, меѓутоа доста адитиви и доста шеќери, кои што не ни одат во прилог во текот на летниот период. Доволно е да направите еден овошен чај и малце да го изладите, дали тоа ќе биде од брусници или било кој друг освежителен чај, од камилица, мајчина душичка и така натаму. Исто така можете да правите, да речеме, крставицата можете многу често да ја користите во текот на летниот период, таа е добар диуретик. Значи може да ја подготвувате во вода, да ја ставите со малце лимонов сок и тука можете да додавате листови од нане, ѓумбир и така натаму, што и да сакате да постигнете со тој напиток. Дневната количина на внес
физиолошкиот прилика е 30 мл на 1 кг тежина. Значи не можеме да кажеме сега минимум 2 литра течности, затоа што зависи од возраста, зависи од телесната тежина и така натаму, меѓутоа мораме да внимаваме на почесто внесување на течности и тоа да не биде нагло пиење. Значи тоа да биде во текот на денот, да се пие голтка по голтка, распоредено и така натаму. Значи сега млекото не ни доаѓа како избор, број 1 да речеме, како течност во овој период, него почесто ќе треба да се конзумираат вакви освежителни пијалоци. Така. Можеме ли некој рецепт да им споменеме на нашите гледачи? Споменавте млака вода со лимон, меѓутоа повторно јас ќе нагласам дека тоа не важи за сите, тоа важи за одредени категории и за постигнување на одредени цели, меѓутоа нешто што генерално би не освежило во текот на летото. Можете да направите дури и сок од лубеница. Така. Значи, можете да ги користите вашите соковници дома и практично целото овошје кое што го имате на располагање да се направи освежителен сок. Ваш избор е дали тоа ќе биде концентриран сок. Многу често луѓето ми велат, јас го цедам лимонот, него разредувам со вода и го пијам. Да, меѓутоа тоа може да предизвика гастроинтестинални проблеми, особено подоцна, да имат болки во желудникот и така натаму. Значи тоа не е за сите. Најдобро е тоа да биде приготвено со вода. И како што кажав, ставете 1 лимон, исцедете 1 лимон или 2, земете 1 литар вода, ставете во него, дотурете листовиот нане, ставете на крај крајава и малце ѓумбир на половина лажичка. Можете да дотурите краставица цела внатре и сето тоа да го чувате од претходната вечер. Тредента фрлете го тој напиток и едноставно само пиете водата од тоа. Или за мене многу често користам да речеме сок од ананас, ќе го приготвам природно сокот од ананас и варам чај од брусница или од било кое друго сушено овошје, ги мешам во едно и ги ставам во фрижидер. Тоа е многу добар освежителен сок во текот на денот. Но сепак пак треба да се внимава со количината, затоа што и таму има шеќери. Значи не можете да конзумирате 2 литра сок во текот на денот. Значи 2 до 3 чаши во текот на денот, почесто вода или вакви освежителни пијалоци со нане, со лимони и така натаму. Одлични совети за приготвување на летни пијалоци. Овде ќе направиме кратка пауза, ќе ги погледнеме рекламите, потоа ќе се вратиме веднаш во студиото и ќе ви дадеме можност и вие да се вклучите во емисијата доколку имате прашање, доколку сакате со нас да споделите некое искуство, да ни кажете можеби некој рецепт. Се враќаме веднаш. Black Up. Уживајте под сонцето. Алкалоид Скопје. Исхраната во лето е тема на разговор денеска во ова издание на 24 од Сесрце. Во студиото друштво ми прави доктор Драгица Зенделовска, нутриционист. Оние кои што не следат од самиот почеток веќе знаат добро за што зборувавме и најавив дека ќе може од овој момент веќе до крајот на емисијата имаме нешто помалку од 20 на минути да се вклучите доколку сакате да поставите прашање за доктор Драгица. Зборувавме, отприлика ви дадовме совети за тоа како да подготвите летни пијалоци кои што ќе ве освежат. Општо позборувавме нели за појадокот, за ручекот и за вечерата, што е она што можеме да го земеме предвид во овие летни горештини, што е она што треба навистина да го исфрлиме или да го подзаборавиме. Оние кои што се на диета навистина имаат некој поинаков режим на исхрана, малку поспецифичен веројатно, меѓутоа она што сите вие нутриционистите често пати го повторувате е тоа дека диетите многу често имаат и своја не толку убава страна, односно дека имаат недостатоци. Да, навистина, ако диетата не е добро избалансирана, може да имат големи недостатоци. Так. Во последно време се и почесто се користат со цел за побрзо да се намалат килограмите, почесто се користат протеинските диети. Да речеме може да дадат резултат, дефинитивно, меѓутоа може да дадат и нуспојава, а тоа е закиселувањето на телото. Значи ацидозата, и тоа е позната кај протеинските диети. Сега, почесто сме сведоци на протеински диети во кои што се користи храна,
кој што за мене е многу подобро како протеинска диета, отколку кога се користат различни типови на прашоци, дали тоа се протеински, аминокиселински и така натаму. Значи тоа се само течности или оброци во течности кои што вие ги пиете како каши. Поради ацидозата и поради закиселувањето на телото мора да се внесуваат минерали, мора да се внесуваат салати. Значи мора да се внимава на самото креирање на протеинската диета. Значи што ќе се јаде за доручек, што за ручек, што за ужина, што помеѓу, кој дополнителна исхрана и суплементација, колку течности ќе се внесат, кои што се многу битни кај самата протеинска диета. Затоа многу внимателно треба пред да се влезе во една таква трка или во една таква игра за симнување на килограмите, да видиме каква е хомеостазата, значи дали сме здрави и нездрави, дали тоа можеме да го примениме или не, кои се последиците со кои што треба да се соочиме после една таква протеинска диета, и ој ефектот, преминувањето понатаму во сите тие фази на консолидација, асимилација и така натаму, затоа што тоа не е ни толку малце наивно. Значи не можеме да кажеме дека тоа е диета која што ќе трае 5 дена, 15 дена, готово вие ќе ослабнете и после тоа вие можете да јадете храна и понатаму. Не. Напротив, и пак ќе кажам, протеинската диета пак не е за сите. Значи, сите диети си имаат своји мани, своји предности, меѓутоа пристапот сепак треба да биде индивидуален. Не за секого е препорачлива таа протеинска диета. Имаме и различни типови на кака диети и така натаму, значи детоксикацијски диети, диети за алкалинизација, прочистување на тело и така натаму. Значи сето тоа треба да се предвиди на кој клиент ќе му се даде. Не за секој протеинската диета е соодветна. Затоа, например, многу често зборувам дека можеби е подобро да се направи исхрана по генотип за да се види практично кој тип на храна е соодветен за вас, па оттаму да се одлучи каков тип ние на диета ќе направиме. Значи правиме една исхрана која што прилично е добра за цел ваш животен век, па оттаму ги користиме намирниците кои што се добри за вас за да искреираме некаква диета. Во таков случај веќе тешко дека имаме некакви последици од применување на диетата кога сето тоа е добро избалансирано, како треба да се јаде, што треба да се јаде и во кој период треба да се јаде. Погрешно е свеќањето дека не треба да се јаде за време на диета, затоа што во таков случај можеме да се доведеме до многу често се случува, значи да девојчињата ги изгубат своите менструални циклуси, многу често се случува да се чувствуваат без енергија, да се намали железото со несоодветни диети, значи да дојдеме до анемија и така натаму. Затоа треба многу внимателно. Значи да се бираат сите тие диети токму поради тие нуспојави. Значи не е целта само симнувањето на килограмите. Ако тоа го направите за 1 месец или за 2 месеци, дозволете му на телото тоа нека биде за 6 месеци. 20 килограми, но сепак да бидат здраво и да го задржите вашето здравје на одредено. Да не ризикувате дека потоа ќе ги вратите. Дури ова го зборуваме за луѓе кои што немаат здравствени проблеми. Луѓето кои што имаат здравствени проблеми веќе е тотално поинаков пристап. Значи не можете веднаш да ги ставите на такви рестриктивни диети и така натаму. Имате луѓе кои што ги ставаме на рестриктивни диети заради здравствени причини, заради тоа што треба да поиде на операција или така натаму. Тогаш исто така пристапот е сосема поинако. Дали летото е добар период за да се почне диета или сепак треба да размислиме за некој друг период од годината кога не е толку топло? Во принцип е добро летото, меѓутоа не во јули и во август да се држат диетите. Тие треба малце порано да се почнат, значи некаде април, кога веќе почнува да излегува и зеленчукот и овошјето, затоа што веќе имате избор, но сепак зависи од тоа каков тип на диета ќе се даде. Да речеме, протеинските диети може да се држат и во текот на летото, но ако се бираат меса кои што не се толку масни, дали тоа ќе биде живина или риба, рибата е супер, да речеме, кој што можете да ја вклучите во протеинската диета и да издржите во текот на летото. Меѓутоа треба да се почне малце и порано, затоа што и жештините и горештините и се намалува апетитот и така натаму. Значи мора да се внимава на тие работи. Меѓутоа, детоксикацијската диета во текот на летото е супер избор. Затоа што веќе имате голем избор на зеленчук, имате голем избор на овошје, тука се вклучуваат, да речеме, житарици кои што имаат низогликемиски индекс. Во таквата диета ги исклучуваме житариците кои што содржат реактивен протеин, а тоа е глутенот. Така да тоа е една диета која што е многу лесна, дури препорачлива во текот на летото, а на таков начин практично можеме и да направиме детоксикација, но можеме да направиме и алкалинизација на телото.
така да добиваме две во едно во текот на летото. Така да тоа се лесно прилагодува зависно од тоа, пак ќе кажам за што ни е целта во текот на детоксикацијската диета. Со детоксикацијата треба исто така и многу да се внимава, многу често сме зборувале, затоа што зависи од тоа колку натрупани токсини имате во вашето тело. Ако има многу токсини во таков случај со детоксикацијската диета, пак треба да ве води некој кој што е стручен, можеме да направиме интоксикација, значи можете да ги ослободите токсините и да се затруите многу повеќе од колку што претходно сте биле затруени, па да немаме добра елиминација на тие токсини, едноставно да останат во нашето тело, па вие да се чувствувате изморени, да имате понекогаш и температура, да немате доволна енергија и така натаму. Секоја диета треба да се спроведува со некој стручен, за да може сето тоа да се спроведе онака како што да не избереме диета според тоа што сме го прочитале на интернет, колку килограми ќе намалиме. Да, апсолутно, и да не бидат онакви диети за само 20 дена, за само 15 дена, 5 килограми за една недела. Такви диети не. И многу треба да се внимава какви суплементи ќе се вклучуваат, ако се вклучуваат во текот на диетата, се со цел да може да се надокнади практично она што го губите во самата диета. Затоа што протеинските диети се многу чести, во нив е скроз забрането употребување на јаглехидрати. Значи тука не смеете дури ни моркова да го користите. Компирот, воопшто да не изборуваме за лебот и така натаму. Меѓутоа што значи дека вие на некаков начин сте лимитирани од внесување и на калциум, и на магнезиум, се она што го губите со житарките. Многу почесто во таа ситуација со протеинските диети се јавува обстипација, затоа што не внесувате храна која што има влакна, значи затоа салатите се внесуваат во одреден период. Затоа велам треба многу да се внимава, или алга некоја ќе се даде за да може да се подстикне празнењето на цревата и така натаму. Так. Имаме прв гледач кој што веќе е на линија. Добар ден. Добар ден. Претпоставувам дека имате прашање за мојата денешна гостинка, повелете. Да, за бадемите, конзумирање на бадеми, живи, печени и 24 сата количина колку може да се конзумира без последици од нив. Да. Печените бадеми најчесто ги подготвуваме со сол. Така да во летниот период количината на сол треба да се намали, затоа што тоа ќе не направи жедни дополнително. Значи најдобро е да не се конзумира поголема количина на сол. Непечените се одличен избор, меѓутоа многу често се случува или слушам од клиентите кои што доаѓаат кај мене дека ги потопуваат од вечер, па им ја вадат лушпата, па го јадат само срцето од бадемите. Во нутригеномијата постои синергизам на компонентите не само кај бадемот, и кај доматите, и кај морковот и така натаму. Едни компоненти кои што се битни за една работа во нашето тело ги има во лушпата, а други компоненти ги има во јатката, во срцето. Така да добро е да ги јадете ако сакате да ги користите, да речеме, со цел некаква превенција за појава на кардиоваскуларни заболувања. Истото се случува со доматите. Значи, ако сакаме да го користиме ликопенот, тогаш е добро доматот малце да се обари на парија. Истото е и за морковот, ако сакаме да го користиме бета-каротенот. Подобро е да јадете варен морков или на парија морков, отколку да јадете свеж морков. Таа синергија мора да се запази. Затоа за бадемите е подобро да се јадат, да речеме, непечени и цели. Значи, не мора да одстојат и така натаму, меѓутоа, доволно е тоа да биде една количина колку една шака. Не смееме ни со нив да претеруваме. Меѓутоа, тие се добри за луѓе, например, кои што имаат проблем со кардиоваскуларниот систем, општо се добри за сите, меѓутоа содржат поголема количина на витамин Е и затоа е добро да се внесуваат. Али доволно, сите јаткасти плодови се доволни колку една шака во текот на денот, и можете да ги ставите во салати, многу често, или можете во текот на ужината попладневна да земете една шака и да го изедете тоа. Имаме повторно гледач на линија. Добар ден. Здраво, поздрав до сите во студио. Прашање до доктор Сенделов, како може. Така, ќе ве замолам да зборувате само малку погласно, ќе ни помогнат и колегите од режијата. Така, повелете со прашањето. Важи. Сакав да ја прашам доктор Зенделовска, значи температура ми се јавува 9 месеци, 37 со 2, со 3, со 4 константно, и може би е што спомна она од токсини нешто, па да видам дали што треба да се, како да се јавам кај неа,
како можам да контактирам за да видиме што ми е потребно и да ја смалам температурата, пошто имам се испитано, значи кај сите доктори од сите бранши отидов, меѓутоа не можев да најдам од што ми е температурата. Така. По завршувањето на оваа емисија може да се јави гледачката повторно во режијата на 078 203 103 е телефонскиот број каде што можете да ме најдете и евентуално да закажете консултација. Така, може да го повторите уште еднаш бројот? 078 203 103. Така, сите оние кои што ќе сакаат да ве побарат можат да ве добијат на овој број. Имаме повторно гледач на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Гледачка се јавува, редовно Повелат. Вашите емисии. Се овака до докторката имам. Значи, да кажеме дека јас сум мало покрупна, а не внесувам многу храна, значи не јадам кога станува збор за леп, сосем корката ја јадам, а на килажа секош, поготово во пределот на стомакот. Најчесто така се дебелја. Зошто е причината или значи нешто ако може докторката некој совет да ми даде? Постојат различни типови на дебелина. Значи може да сте естрогенски тип и така натаму, но најчесто наслагите околу стомакот доаѓаат како резултат на стрес, вие лачите кортизол, а кортизолот е тој кој што подкрепува метаболизми за трупање на масни наслаги околу стомакот. Може и тоа да биде една од причините. Меѓутоа, многу често го слушам тоа, не јадам многу, а не можам да ослабнам, или јадам малце леп или не знам што. Сигурно јадете нешто погрешно. Значи, не може помала количина, пак ќе кажам и кога се прават диетите, кај сите клиенти треба да се пресмета базалниот метаболизам. Вие на телото не смеете да му кажете дека слабеете, затоа што на таков начин, ако внесувате калории кои што се под базалниот метаболизам, тоа ќе почне да штеди, што е нормално, затоа што ни треба енергија за да можеме да го поминеме денот. Што значи дека по пресметувањето на базалниот метаболизам веќе понатаму се влегува во креирање на било каква диета, кое што ќе биде приближно до базалниот метаболизам. И сепак ќе кажам, тоа што е добро за мене, не значи дека ќе биде добро за вас. Многу почесто гледам се креираат диети кои што се даваат на сите. И јас ослабнав со оваа диета, пробајте, а вие ќе ви биде добра. Немојте да правите такви работи, затоа што една диета е практично креирана за еден. Може ќе биде видоизменета, дали во суплементарна терапија, дали во различни видови на чаеви, може би кај некој ќе оди коприва, кај некој ќе оди невен коприва, јајдучка трева, кај некој ќе оди свила од пченка, значи воопшто не можеме да ги присвојуваме туку така едноставно тие диети, па макар и исхраната да биде тука некаде. Значи многу често кај луѓето особено, пак оние што се со заболувања треба да внимаваме. Брокулата е здрава, да, праските се здрави, зелката е здрава, значи лененото семе е здраво, но што ако ви имате проблем со тироидната жлезда? Што особено ако станува збор за хипофункција. Во таков случај треба некои храни кои што содржат гоитрогени компоненти сосема да ги тргнете од исхраната. Значи многу често зборуваме да речеме кај луѓето кои што имаат проблем со гихт или имаат покачена мокречна киселина, треба да се тргнат еден куп храна која што содржи пурини. Значи сето тоа треба да се добро избалансира, затоа велам треба да внимаваме дали имаме заболување некакво или некој тип на храна треба да се тргне, без разлика што тоа е здраво, и брокулата е здрава, меѓутоа кај луѓе кои што имаат проблем со хипофункција поради содржината на гоитрогени треба да се елиминира од исхраната. За жал ни остануваат уште некои 2 минути до крајот на емисијата, меѓутоа веројатно ќе биде многу малку времето, меѓутоа некои препораки за оние групи на болести кои што ги споменав јас претходно, препораки за диабетичарите, за оние кои што имаат проблеми со тироидната жлезда, за оние кои што имаат проблеми со кардиоваскуларни проблеми, болните од карцином. Може ли по некој краток совет? Навистина сме на крајот на за тироидната спомнавме на никаков начин, за диабетичарите е многу важен тој гликемискиот индекс и внесувањето на количината на шеќери. Простите шеќери знаат да прават брз пик, значи брзо качување на шеќерот и практично после тоа веднаш да имате нагол пат и да ве носи во една летаргија, истоштеност и така натаму. Почесто се препорачуваат сложените јаглехидрати, сложените шеќери, меѓутоа треба да се внимава на количината кај диабетичарите. Многу често кај нив, да речеме, знам да препорачам чај од ичирот, 6 колтки во текот на денот,
Понекогаш се дава чај од бела имела, кој што исто така може да помогне. Некои одредени типови на суплементи, како што е хромот, алфа-липоичната киселина, соја, лецитинот и така натаму. Меѓутоа, пак ќе кажам, немојте да трчате веднаш во аптека и да го купувате сето тоа. Значи, треба пак да биде добро... Повторно со ова општи препораки. Да, така. Добро да биде избалансирано, за да знаеме што правиме. Значи, да не биде тоа некоја општа препорака, само ги набројав како дел од намирници кои што може да се користат. Кај кардиоваскуларните заболувања многу е битно конзумирањето, да речеме, на незаситените масни киселини. Дали тоа ќе биде омега-3, но внимавајте пак со тој омега-6 кој што е дефинитивно врзан со икозаноидите кои што можат да предизвикаат воспалителни процеси и така натаму. Значи да не навлегуваме сега со многу латиница затоа што овде има многу да се зборува. Меѓутоа, јадете, конзумирајте риба, дури ако е од конзерва, нека тоа биде со вода, а не со растително масло. Значи растителните масла гледајте колку што можете да ги трнете на страна. Значи, почесто нека се конзумираат, да речеме, јаткастите плодови, тука доаѓаат. Има лекови кои што, народни лекови кои што се приготвуваат со лук, со лимон и така натаму, кои што можат да се користат за прочистување на крвните садови. Кај луѓето кои што имаат проблем со високиот притисок, многу е добро да се користи сокот од целер, затоа што внатре има N-бутилфталид, така да неколку лажички сок од целер и како е добро за срцето. Може да се приготвува со калиева смеша, значи така, затоа има треба да се сведе целиот тој ден, целата таа препорака на внесување и на доволно минерали, и на незаситени масни киселини, и на протеини, особено аминокиселините кои што можете да ги внесувате преку сурутка, ќе направите една подготовка, еве овошје, лажица сурутка, млеко од ориз, вода, малце лимон, ванила и така натаму, и имате еден супер шејк кој што можете да го користите, да речеме, за време на доручек и така натаму. Но сепак сето тоа треба да биде добро избалансирано. Повторно ќе напоменеме дека сите совети кои што ги слушнаа гледачите се особено за индивидуални. карциномите, значи особено луѓе кои што се на хемотерапија, кај нив веќе на вистина треба многу да се внимава и со препораките, и со тој детокс, и таму веќе имаме неколку фази, таму се вклучуваат сите системи од телото, сите органи кои што треба да се исчистат. Значи не е само алкалинизацијата, тука треба да се внимава и на цревата, и на чистењето на црниот дроб, и на жолчката, и на бубрезите, и на кожата, и на лимфата и така натаму. Затоа велам треба внимателно, можеби тоа чистење кај карциномите ќе трае подолго, може ќе биде 2 месеци, 3, може ќе биде и 6 месеци, зависно од тоа што треба да се постигне. Така. Ви благодарам за ова гостување и ви посакувам убаво лето. Ви благодарам и на вас за поканата и на сите ваши гледачи им посакувам добро лето. Почитувани гледачи, јас ви благодарам за вниманието со кое што и овој пат и редовно не следите. Се надевам дека слушнавте многу интересни совети и препораки и дека поголемиот дел од нив ќе ги примените, меѓутоа повторно напомена дека станува збор за нешто индивидуално. Исхраната не е иста буквално кај сите. Ви благодарам уште еднаш за вниманието, останете во добро здравје.